Да се заблагодарам на делегацијата на ВМРО ДПМНЕ, начело со председателот професор доктор Христијан, што повтор пат оваа година, прв пат беше на 1 март. Така, тука гледате слики. Пролета, после доаѓањето негово на власт, се договоривме принципиелно за една соработка со опозицијата, која што исклучиво е нормално од функцијата на нашата институција, тоа е економијата, дека ќе разговараме континуирано околу тие прашања, ќе разменуваме мислења. Денеска мислевме дека е момент да седнеме за неколку прашања да поразговараме и можам да ви кажам дека во една конструктивна атмосфера разменивме мислења кои што се однесуваат на некои од најзначајните точки на програмата на Стопанската комора, особено во делот на поддршката на извозните активности и индустријата, кои што знаете ние како интенција ги практично негуваме и ги популаризираме од 2010 година. Тука мислам дека после она конференција во Охрид, каде што владата, Македонската академија на науките и уметностите и универзитетите дадоа своја поддршка, денеска разговаравме за таква поддршка и од страна на ВМРО ДПМНЕ, кој што изрази свое видување за таа работа и се приклучи практично на таа интенција дека Македонија како мала земја мора да ги отвори своите извозни потенцијали надвор од границите на Македонија и дека мора да се врати кон индустријата како би можеле да постигнеме одредни резултати на планот на заеднички производи со околните земји, нарочито во делот на Западниот Балкан и на заедничко освојување пазари, каде што во изминатиот период не постигнавме резултати. Сега мислиме дека е тоа возможно во рамките на процесот на Ангела Меркел да се направи и да одиме напред. Отворивме низа прашања кои што се однесуваат на актуелната состојба во моментот. Вие знаете дека ние во рамките на проектот на УСАИД за подобра бизнес регулатива реагиравме на некои работи кои што како предлог од владата одеа во изминатиот период. Ние обстојуваме на тие ставови и ги информиравме раководството на ВМРО за таа работа. Разменивме мислење околу тоа прашање. Мислам дека ние никогаш и свесни сме дека определбата на владите во делот на оваа влада према социјал-демократската опција останува, тоа е ставено во нивните програмски документи, во владината програма и така натаму. Нашите замерки одеа во делот на нашата вклученост во тој процес. Значи, мислевме дека во еден период на почетокот бевме заобиколени, во вториот дел дека не се истраја до крајот да се испочитува рокот на ЕНЕР за ставање на забелешките и така натаму, и тоа јавно го истакнавме. И мислам дека тој стил на работа треба да продолжи понатака и тој ќе се негува како заеднички, да речам, заеднички настап на сите 4 комори кои што работат во рамките на УСАИД проектот. Прашањата кои што неминовно морат да се постават, тоа се прашањата околу иселувањето на луѓето, околу образовниот потенцијал, околу средствата што ги добиваме за дуалното образование и така натаму. Тие се приоритетни во наредниот период да бидат третирани и да бидат поставени. Со една реченица сакам да кажам дека Стопанската комора на Македонија сака да гради мостови меѓу опозицијата и позицијата за економските прашања. Значи, ние не се воздржуваме да и на председателот на ВМРО, и на премиерот и председателот на Социјалдемократскиот сојуз ги замолиме прашањата што се од економски интерес за државата бидат на некој начин приоритетно поставени без оглед на политичките прилики и политичките борби кои што секојдневно се водат, затоа што тука мислам дека постои консензус. Постои консензус во државата најмалку за две прашања во моментот. Тоа е позицијата на монетарната власт и позицијата на поддршка на извозот и на зголемување на индустријските капацитети, што значи практично основа за зголемување на бруто домашниот производ. Понатака ќе настојуваме да форсираме прашања кои што ќе бидат од заеднички интерес на сите и ќе ги замолиме и главната партија на власт и главната опозициона партија да тие мостови на соработка и покрај сите проблеми обстојуваат и бидат поддржани од страна на
политичките елити, а и стопанските комори во Република Македонија и на тој начин да ја покажеме зрелоста за наше интегрирање према евроатлантските интеграции. Председател Тазевски кажа, го фати прилично широко денешниот наш состанок, кој што представници на ВМРО ДПМН го имаат со Стопанската комора на Република Македонија. ВМРО ДПМН во минатото, така и во иднината ќе настојува на почест диалог заедно со бизнес заедницата, бидејќи бизнес заедницата е есенција во постоењето на Република Македонија како држава, не само со Стопанската комора на Македонија, туку и со останатите коморски здружувања кои што постојат во Република Македонија, бидејќи многу е важно да политиките кои што ги предвидува ВМРО ДПМН да ги практикува откако ќе го формира идната влада во Република Македонија, да ги представи пред коморите во Република Македонија, да ги аргументираме нашите и нивните позиции врз основа на тие политики, па да можеме практично да ги нивелираме и моделираме дали во позитива или дел од нив и да се откажеме, се разбира, бидејќи основна цел на ВМРО ДПМН како политичка партија е да ги заштити интересите на граѓаните, а заштитувајќи ги интересите на бизнес заедницата, на работодавачите, ние ги заштитуваме практично и интересите на Република Македонија и интересите на граѓаните. Јас денеска би го поделил моето излагање во два дела. Првиот дел е оној критичкиот, ќе се обидам да не ги презентирам моите гледишта во апокалиптична смисла за македонската економија, но секако не можам да го изоставам фактот дека она што беше ветувано во програмата Живот од страна на председателот на владата, но и од тогашните јуришници на Социјалдемократскиот сојуз за време на предвремените парламентарни избори во 2016-та и локалните избори во 2017-та остана само празни ветувања и преку определени компарации јас тоа го представувам на социјалните мрежи, но и ВМРО ДПМН тоа го прави на пресконференциите. Беа ветувани 5% раст на бруто домашниот производ, а гледаме дека веќе година и половина не можеме од нулата да мрднеме, па самите си ги нивелираме, најпрво на 3,2, па паѓаме на 2,8%, иако целиот свет ни вели ако биде 2% треба да сте задоволни. Тоа секако не е доволно, бидејќи инфлацијата и тие 2% ги јаде, значи реалната нето резултанта е под нулата, односно македонската економија оди надоле, граѓаните се понезадоволни од квалитетот на животот, се посиромашни и најголем дел од нив одлучуваат времено или уште пожалосно е што дел од нив и трајно одлучуваат да ја напуштат Република Македонија, што е всушност и двојна негативна последица за македонската економија, македонската држава е што делот високо квалификуваната, но и квалификуваната работна сила, како што реков, одлучува трајно да ја напушти или времено Република Македонија, па работодавачите се соочуваат со сериозен недостаток на квалификуван и високо квалификуван работен кадар. Тоа се на последиците кои што владата на СДСМ ги направи во Република Македонија во изминатите година и пол, па откако виде дека не може да се справи со реалните проблеми и предизвици, одлучи да ги зголеми даноците. Ние исто така одека пред Стопанската комора рековме дека на првата владина седница кога ВМРО ДПМН ќе формира стенната влада ќе го врати принципот на рамен данок во Република Македонија. Откако виде дека и тоа не е доволно, продолжи со мерката на зголемени акцизи за нафтата и нафтените деривати. Исто така ВМРО ДПМН го презентираше својот став дека пред Стопанската комора дека откако ќе формира владата истите тие ќе ги укине и ќе се обиде преку мерки и интервенции во стопанството да обезбеди реален раст и раст кој што ќе гарантира поквалитетен живот на граѓаните. И уште многу мерки кои што ВМРО ДПМН ќе ги превземе. Ја поддржавме идејата на Стопанската комора за диверзификација на извозот и реиндустриализација на Република Македонија. Ова се темели на нашата анализа, бидејќи, знаете, индустријата во бруто домашниот производ во Република Македонија учествува со 11,2%. Ако таа се спореди со 90-тите години, кога Македонија практично стана независна држава, таа беше некаде околу 2,5 пати повеќе од тоа што е сега. Тоа е премногу ниско учество на индустријата во бруто домашниот производ и затоа нас не е неопходен нов пристап на реиндустриализација, што впрочем представува и есенција и основно барање на Стопанската комора. ВМРО ДПМН тоа го поддржа, креираше сопствена методологија во програмата која што изработува и емпириски може тоа да го спроведе, не само декларативно, овдека за време на пресконференцијата со вас и вие состаноци со Стопанската комора, него и емпириски може тоа да го спроведе и да се реализира. Направивме компаративна анализа помеѓу македонската економија
визави економијата на Република Словенија од неколку аспекти, кога станува збор за извозот. Анализирани беа три аспекти, три пилори, три столба. Имено првиот е бројот на производи кои што имаат компаративна предност, вториот е бројот на компании кои што извезуваат и третиот столб е бројот на пазари каде што се извезува, практично Македонија споредено со Словенија. Заклучивме дека разликата е до 5 пати, односно словеничката држава има компаративно 5 пати поголема предност визави македонската економија и од тука доаѓа одговорот зошто ние практично имаме за толка број пати послаба економија од словеничката. Затоа велам, имаме изработена методологија, таа ќе биде дел од програмата на ВМРО ДПМН, имаме емпириски докажлива методологија која ќе ја формираме новата влада во Република Македонија ќе ја спроведе. Втората мерка која што исто така ВМРО ДПМН ќе ја практикува од кога ќе ја формира новата влада, а тоа е привлекување на директни инвестиции во стопанството, не само странски, туку и домашни, по принципот на tailor-made, односно детална анализа на македонската економија какви реално стоки и услуги нуди, за да може врз основа на тие стоки и услуги Македонија да привлекува и странски инвеститори. Да не ни се случува сега да странските инвеститори и домашните инвеститори кои што се во Република Македонија, наместо да бидат снабдувани со стоки и услуги од македонските компании, они повторно бараат алтернатива надворот од Република Македонија. Значи еден нов пристап во мотивирање и стимулирање на домашни инвеститори, но исто така и на странски инвеститори. Тука е третиот проект кој што представува одредена синергија помеѓу студентите, односно образовниот систем, образовниот кадар и економијата, стимулирање на развојни истражувачки центри или популарно наречени R&D центри кои што креираат голема додадена вредност и ги задржуваат младите високо квалификувани кадри од дека во Република Македонија. И последниот четврт столб кој што исто така го презентиравме, а тоа е формирање на вистински центар за иновација, а не овакви криминални иновации како што бевме сведоци и вие, но и целокупната македонска јавност во изминатиот период. Практично тоа беше она за кое што ние денеска дискутиравме, тоа е практично она за кое што ВМРО ДПМН денеска се представи, со кое што ВМРО ДПМН се представи денеска вдека пред Стопанската комора. Продолжуваме понатаму, се разбира, да ги ажурираме нашите економски политики врз основа на аргументите и контраргументите кои што денеска ги слушнавме вдека на нашиот состанок со претседател од Азиски останатите представници на комората. ВМРО ДПМН сосема на крај би сакал да заклучам и да поентирам дека било и останува партнер на Стопанската комора на Република Македонија, но исто така останува партнер на сите коморски здружувања во рамките на македонската економија во Република Македонија. Ви благодарам.